Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. На 5 мај, денот на македонскиот јазик, Македонија денеска се потсетува на јазикот како темел на националниот идентитет, жив сведок на историјата и едно од најголемите национални богатства. Денеска децата во градинките цртаа букви од македонското кирилично писмо. Македонскиот јазик е нашата татковина. Честитка по повод 5 мај упати и градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски. Општина Прилеп апелира граѓаните уште погласни. Тротоарите да се ослободат од хаварисани возила. Утре 6 мај се слави Ѓурѓовден, празник на обновување на природата. Фудбалскиот клуб Братство 07 од Житоше се шампиони на општинската Б лига. Времето денеска максимално топло со температура до 21 степен. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. На 5 мај, денот на македонскиот јазик, Македонија денеска се потсетува на јазикот како темел на националниот идентитет, жив сведок на историјата и едно од најголемите национални богатства. Денеска децата во градинките цртаа букви од македонското кирилично писмо. Букви. Мојата Ами е. Мојата Бутова. Димитри Пајакцев. Македонскиот јазик е нашата татковина. Честитка по повод 5 мај упати и градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски. Во својата објава тој нагласи дека овој датум представува светол миг од македонската историја, кога македонскиот јазик добил своја официјална форма, а народот јасна и гласна потврда на својот идентитет. Продановски потсети дека кодификацијата на македонскиот јазик е резултат на долгогодишните напори на истрајноста на бројните македонски дејци, кој речиси еден век го граделе патот до негово официјализирање. При тоа, тој ги истакна придонесите на Крсте Петков Мисирков, Кочо Рацин, Блаже Конески, чија визија и работа оставиле длабок печат врз развојот на јазикот. Општина Прилеп апелира граѓаните се уште погласни, тротоарите да се ослободат од хаварисани возила. Општина Прилеп излезе со повик граѓаните да ги отстранат своите хаварисани возила од јавните површини. Тие апелираат собствениците, односно носителите на возилата, кои што се напуштени или отпадни возила, хаварисани, оштетени, неисправни, да ги отстранат од тротоарите и од јавните површини. Тоа собствениците треба да го направат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на известувањето. Доброволно, во спротивно,
ќе се постапи според законските одредби на отстранување на возилата. Мерката има за цел да се расчисти јавниот простор, паркинг местата, тротоарите и другите површини од возила кои со години не се во возна состојба, скапуваат и пропаѓаат пред очите на сопствениците и минувачите. Повикот е јасен, револтот на граѓаните е гласен, тротоарите не смеат да бидат депо за хаварисани возила. Одговорноста е сега на институциите колку поефикасно ќе го решат овој проблем, бидејќи трпението на граѓаните одамна е потрошено. Празникот Ѓурѓовден се смета за најголемиот пролетен празник што го празнуваат не само христијаните, туку и целото население во Македонија, што од друга страна значи дека во неговата основа е празнувањето на природата, на разубувањето на вегетацијата и на животот воопшто. Фудбалскиот клуб Братство 07 од Житоше се шампиони на општинската Б лига. Од идната сезона тие ќе се надпреваруваат во повисок фудбалски ранг, желба на сите жители од ова населено место каде фудбалот представува љубов, гордост и заедништво. По завршувањето на првенството, фудбалскиот клуб Братство го подигна шампионскиот пехар. Да погледнеме како се славеше шампионската титула. Временска прогноза. Времето денеска максимално топло со температура во Прилеп до 21 степен. Од утре, според најавите на Управата за хидрометеоролошки работи, следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. На одредени места се очекува нестабилност со локални поројни дождови, грмежи и засилен ветар. Во текот на периодот врнежите повторно ќе бидат пообилни, особено во петок, кога се очекува на изразена нестабилност. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.